Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте. Според најавеното на брифингот од предмалку, следуваат изјави на вице-премиерот Кочо Ангјушев и министерот за економија Крешник Бектеши поврзани со предлог текстот на Законот за енергетика. Министерот Бектеши ќе започне прв. Може да почнеме? Може. Значи, денеска тука сме за да разјасниме за Законот за енергетика, кој беше веќе во четврток ставен во ЕНЕР, каде вие како представници на медиумите, граѓаните, но сите затегнати страни може да го видат законот и денеска сме тука, значи да покажеме на тоа дека ние веќе сме почнале со јавните дискусии. Една од јавните дискусии веќе се одржаше денеска предпладне во Стопанската комора. Значи Република Македонија како потписник на договорот за востапување на енергетската заедница презела бројни обврски, а една од најважните обврски е и усогласување на законодавството, значи националното законодавство на Република Македонија со европската регулатива и директиви на Европската Унија, што треба да се усогласат и во новиот закон за енергетика. Покрај спроведувањето, значи на третиот енергетски пакет како обврска што произлегува од Европската Унија, ние како Република Македонија, но и како влада, имавме и отворени две спорови, а една од нив беше и тоа што ние како држава не го отворивме пазарот за електрична енергија, па ни беше укажано многу пати дека одземаме основно човеково право, а тоа е правото на избор на сите граѓани, кои со донесувањето на новиот закон, сите граѓани ќе имаат право да одберат од кого ќе се снабдуваат со електрична енергија. За нашите граѓани, отворањето на пазарот значи можност за избор, а со тоа и по конкурентни цени, затоа како влада гарантираме дека цената на струјата нема да се зголеми. За неспроведување, значи, на преземните обврски, јас изнесив и преска дека ние имавме, значи, две тужби и со донесувањето на законот овие две тужби ќе бидат анулирани. Имајќи во предвид дека овие се барања од Европската Унија, како и од енергетската заедница, ние верувам дека како влада заслужуваме да ја вратиме довербата на Република Македонија кон Европската Унија, бидејќи ние немаме алтернатива освен патот кон Европската Унија. Ова беше накратко, сега ќе ми дозволите да се обратам и на албански јазик. Значи, pratënderuar qytetar, sot jemi këtu që me ju të ndajmë lajmin e shumë pritur, pra ne si Ministri e Ekonomisë dhe si qeveri në tërësi, vetëm se e kemi vendosur ligjin e ri për energjetikë në sistemin ENER, ku të gjithë qytetarët do të kenë të drejtë të japin idetë, propozimet e tyre rreth këtij ligji, përpara se ky ligj të shkojë në procedurë qeveritare edhe pasi të miratohet nga qeveria të shkojë edhe në procedurë parlamentare. Andaj, me ligjin e ri për energjetik, qytetarëve u akthejmë të drejtën themelore, pra të drejtën e zgjedhjes. Andaj, me këtë mundësi të zgjedhjes, qytetarët do të kenë mundësinë të zgjedhin furnizuesin e tyre për energji elektrike dhe në këtë mënyrë çmimet e energjisë në Republikën e Maqedonisë të jenë më konkurrente. Faleminderit shumë.